порака, да, ќе те амнестираме после 3-4 месеци, ќе рече, па да, вреди да ризикувам, ако не ме фатат, ќе ќарам толку, ако ме фатат, ќе одлежам само неколку месеци, после тоа ќе имам после неколку месеци избори. Значи, ние ќе имаме голем, не сакам да влегувам во политичка дискусија, значи зборуваме сега како одговорни луѓе во законодавниот дом на државата. Значи, имаме во Македонија десетици и стотици луѓе од државниот апарат, луѓе кои што свесно влегуваат во ризик, посебно во помало место. Да се осуди некој дилер, да се осуди некој представник, рекетар, некој кој што извршил некој, ги прочитав делата. И сега тие исти луѓе знаат каде живее полицаецот, каде живее инспекторот, каде живее обвинителот, каде живее судијата. И утре може да им вратат, да им напакостат. Значи тие луѓе свесно извршувајќи ја својата работа, нели совесно, во име на јавниот општиот интерес, преземаат одредени дејства за санкционирање. И сега ние од парламентот, од највисоката институција во државата, ние ќе им речеме, во ред, знаете, ама од овие од оние причини, во кои што, како што реков, да, има и добри, значи, благородни намери, или алтруистички, или се едно како да ги наречеме, но има и многу ризици, за кои што мора да се согласиме дека постојат. Ќе им речеме, терете, се создадоа условите, има притисок од јавноста, па после тоа тие повторно ќе треба истото да го прават, ќе речат, не се замерам, ќе му искрчи колата, ќе му го тепаат детето, ќе му направи пакост на куќата, ќе вознемирува, ќе се заканува на сопругата и така натаму и така натаму. Значи, во овој наш систем доста работи се нагризани, дел и се консолидираат, но мислам дека ризиците се поголеми. На крајот на криштата, не сеќам точно на бројките, не ме држате за збор, значи можеби ќе сгрешам, ги немам материјалите од претходниот закон. Во оваа држава околу, не ме држате за збор, значи може има грешка, околу 1300 горе-доле луѓе годишно им завршува казната од нив, само околу 10% од нив ја извршуваат казната до крај. Значи, по добро поведение, препорака, заклучок, условен отпуст и така натаму и така натаму. Значи, оваа држава покажала дека има сенс за овие луѓе кои што се нашле во незавидна состојба. Да, овде има и тешки криминалци и повторувачи на делата, но има и луѓе кои што од различни околности се нашле во незавидна ситуација. Државата покажува сенс спрема тоа. Затоа донесовме и закон за пробација што го поминавме пред 2 недели. Значи, дома ќе им се стави алка, да нема изложеност на криминална инфекција и така натаму и така натаму. Така што да внимаваме на општиот интерес. Значи,